Градежната офанзива продолжува и во нашата нова нормалност. Се гради низ целата држава, низ сите региони. Градиме инфраструктура за сите, во вонредни околности, почитувајќи ги мерките за заштита. Тоа е новото нормално. На овој начин и помагаме на економијата во многу важен период. Градиме 260 км автопати, 300 км експресни патишта, 900 км локални патишта. Рехабилитираме повеќе од 1500 км постоечки патни правци. Градиме за да ни се развиваат селата подеднакво како и градовите. Градиме за секое населено место да е подобро поврзано со останатите. Градиме за да обезбедиме силен економски локален развој. Во Струмица, како прва гасифицирана општина во државата, започнува проширувањето на дистрибутивната гасоводна мрежа во должина од 7 км. Функционира и пречистителната станица. Изградени се канализациони системи во населените места Просениково и Дабиле, а започна да се гради во Велјуса и еве, за ваша информација, многу скоро за некој ден започнува и канализацијата во населено место Банско. Се асфалтира и реконструира улици во градот и во скоро сите населени места. Се изведува атмосферски канали, се тампонира и полски патишта. Се подобрува инфраструктурата во близина на туристичките локалитети и културно-историските знаменитости. Ке се уредуваат светилискиот порој и поројот на улица Крушевска република. Се работеше и ке се работи и во другите општини во нашиот регион. Ке се реконструираат патните правци од Турново до Штука и Ловица, од Хамзали до Дрвош, од Хамзали до Берово и останати патни правци. Ке се градат водоснабдителни и канализациони системи во општините Новосело, Василево, Босилово. Ја гасифицираме целата држава. Нашата цел е да обезбедиме газ во секој дом. Гледката на фотоволтаичните централи е секојдневие на граѓаните. Поставуваме пример како се работи на енергетската ефикасност, за да си го исчистиме воздухот, кој што сите знаеме каков предизвик ни беше и во минатото, но и сега. По целата земја се градат пречистителни станици, за да си ги исчистиме реките кои ни ги напојуваат нашите плодни полиња. Вложуваме во градење на регионалните депонии за отпад, да се исчистиме почвата од отпадот. Наследивме хаос во неплански и недомакински проекти за патишта, огромни трошоци за санирање на штети, промашени траси, некомплетни проектни документации. Но тоа го поправивме и не запираме додека не изградиме современа, европска и модерна држава. Покажавме дека знаеме и можеме. По 15 јули ќе покажеме дека можеме уште повеќе и уште подобро заедно со вас, граѓаните.